Видете, кога зборуваме за рамноправен статус, ние зборуваме сега за еден дел законот за децентрализација кој што е почнат во 2004 година и е заглавен во одредена фаза. Тенденцијата е многу повеќе да се инвестира во локалните самоуправи со блок дотации, многу поголеми средства и многу поголем дел од институциите веќе да потпаднат под надлежност на локалната самоуправа, а не на централната власт, што е и задачата на таа децентрализација. Затоа мислам дека обратниот процес е сосема непрактичен. Вие како што знаете, не знам колку сте информирани, но пред година и пол, наместо да се намалува бројот на национални установи, се отворени 9 нови национални установи без никаква анализа, без никаква потреба, со кои што тие сега се соочуваат со голем број на проблеми и во однос на вработување и во однос на просторни услови. Оно што го спомнав, примерот за Центарот за култура овдека во Крива Паланка, дека е како национална институција, но поголем дел од буџетот, значи 1,5 милион денари дава централната власт, а скоро 3 милиони денари дава локалната власт, е пример дека полека треба да се трансформираме во еден поинаков систем. Тоа значи дека полека и апликациите кои што ќе ги објавиме програмите за финансирање на дејности во културата за другите корисници, некаде на 15 септември, тоа ќе значи дека полека ќе треба да ги редуцираме тие програми и многу повеќе средства да им се префрлаат директно како блок дотации на локалната власт, отколку на поединечни проекти.